Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Афганистанците гласаат на председателски избори во услови на зајакнати безбедносни мерки и закана од насилство од Талебан. Ова се само втори председателски избори во земјата од 2001 од падот на режимот на Талебан. На изборите беше забележено само спорадично насилство. Гласачките места во Кабул останаа отворени и подолго од закажаното, за да им овозможат на луѓето кои веќе чекаа во редици да го дадат гласот. Во очекување на првите проценки за излезноста, извештаите од гласачките места портретираат области на или висок или низок одзив. Милитантите извршија неколку напади. Во артилериски оган во покрајината Хелман загина дете. Во Кабул полицијата уапси 2 лица со експлозив на телата. Обединетите нации и афганистанските власти го поздравија текот на гласањето и одзивот, но меѓународни наблюдувачи предупредуваа дека е прерано да се даде конечна оценка. Нова анкета објавена во очи изборите во Афганистан покажува дека се повеќе американци сметаат дека не вреди да се води војната во земјата. Во истражувањето на Вашингтон Пост и ABC, 51% од 1000 испитаници сметаат така. Повеќе од 45% минатиот месец и 35% во март. 47% од испитаниците ја поддржале војната, но само четвртина ја поддржуваат идејата за испраќање дополнителни сили во Афганистан, а 2/3 се сомневаат дека изборите во земјата ќе резултираат со ефикасна влада. Два американски вестника тврдат дека ЦИЕ најмила припадници на приватна безбедносна компанија како дел од тајна програма за лоцирање и елиминирање на високи оперативци на Ал-Каида. Поранешни и сегашни официјални лица, говорејќи под услов да останат анонимни за Нью Йорк Таймс и Вашингтон Пост, велат дека Blackwater USA, сега позната како ЗИ, во 2004 помогнала на ЦИЕ во планирање, обука и следење. Сегашниот директор на ЦИЕ Лион Панета ја укинал програмата веднаш кога дознал за неа. Не се знае дали агенцијата планирала и конкретно да ги употреби договорните работници за фаќање или убиство на оперативци. Вработените на Blackwater, најмени за заштита на американски дипломати во Ирак, беа обвинети за употреба на претерана сила за време на акција во септември 2007 во Багдад, кога загина 17 ирачки цивили. Гувернерот на Ново Мексико Бил Ричардсон во Санта Фе ќе биде домаќин на дополнителни несекојдневни разговори со севернокорејски дипломати, што ги оцени како надежен знак за подобрување на односите меѓу Вашингтон и Пјонкјанг. Долгогодишниот дипломат и поранешен амбасадор во Обединетите нации рече дека Северна Кореја бара директни преговори со САД. Стейт департментот соопшти дека администрацијата на Обама помогнала за средбата, но од гувернерот не побарала да пренесе некаква порака за Пјонкјанг. Ричардсон не ја представува Белата куќа. За крај, камерата и оној што управуваше со неа го извлекоа по дебелиот крај. Телохранител на познатата пејачка Бионсе го удрил снимателот Драган Бановиќ, откако таа излегла од вечера во Дубровник, каде е на одмор со сопругот и рапер Джей-Зи. Телохранителот го предупредил Бановиќ да не снима повеќе и изреволтиран му го фрлил стативот во море. Во продолжение на News Flash, научниците во Соединетите Американски држави интензивно се подготвуваат за престојната сезона на грип, која вообичаено почнува во октомври, меѓутоа сезонава тоа може да се случи малку порано. Се врши тестирање на вакцини со цел да се спречи епидемија од вирусот H1N1. Светската здравствена организација најавува дека до почетокот на сезоната на грип ќе обезбеди доволно количество на дози. Светската здравствена организација потврди речиси 100.000 случаи на заразени со вирусот H1N1 на свински грип. Многумина епидемиолози сметаат дека најверојатно има милиони непотврдени случаи. Ендрю Пекош, придружен професор по микробиологија и имунологија при Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон, подвлекува дека вирусот H1N1 има некои сличности со шпанскиот грип, односно епидемијата од 1918 година, што погоди 1/3 од светското население и однесе најмалку 50 милиони животи. Но
H1N1 вирусот, вели тој, нема некои од клучните детерминанти на вируленцијата што имаше грипот од 1918-та. Оттаму не сметам дека е можно веројатно вирусот да мутира и да стане смртоносен како тој од 1918-та. Пекош наведува дека вирусот есенма најверојатно ќе предизвика мнозинство случаи во северната хемисфера. If we look to the southern hemisphere, which is right now in the middle of their flu season, what we've seen is that во јужната хемисфера, вели тој, каде сега сезоната е во ек, грипот се јави порано. Имаше повеќе случаи и се ширеше побрзо отколку во нормална сезона. Нема причини да не го очекуваме истото и во северната хемисфера, кога ќе залади и условите за пренесување на грип ќе станат пооптимални. Секој вирус има своји карактеристики и удира на разни популациони групи. Вирусот од 1918-та убил повеќе здрави млади лица отколку другите грипови. Речиси половина од жртвите биле на возраст меѓу 20 и 40 години. Феноменот покажува знаци на повторување. Постарите луѓе, кои се традиционални жртви на грип, подобро се справуваат со вирусот H1N1, веројатно поради стекнатиот поголем степен на имунитет во текот на годините. Северната хемисфера треба да биде подготвена за поинтензивна сезона на грип од нормалното, предупредуваат Пекош и други научници. Најверојатно ќе има поголем број на заразени и согласно на тоа пропорционално поголем број на тешки и смртни случаи. На здравствените лица повикуваат луѓето да не креваат паника. Едно нешто што постои оваа сезона на грипот за разлика од 1918-та е вакцината. Искористете ја шансата на вакцини и лекарства против грип достапни оваа есен и применувајте ги основните мерки на предпазливост, порачуваат здравствените лица. Утре во Newsflash расте конкуренцијата за економични автомобили. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови вести поврзани со гласањето во Афганистан, но и светските реакции за гласањето, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.